Почитувани гледачи, со најновите информации за најважните настани кои што го одбележаа денешниот ден во Полошко, започнуваме веднаш. Одбележана 72 годишнината од стрелањето на борците на третиот тетовски партизански одред Младен Симовски и Андреа Христовски во дворот на црквата Свети Никола во Тетово. Со полагање свежо цвеќе и со помен парастос им беше одадена почит на овие борци. 72 годишнината од трагичниот настан, стрелањето на борците од третиот тетовски партизански одред Младен Симовски и Андреа Христовски денес беше одбележана во дворот на црквата Свети Никола во Тетово. Букет и цвеќе на спомен плочата подигната во нивна чест положија членовите на семејствата, делегација од Сојузот на борци Тетово, од Тетовската касарна Кузман Јосифовски Питу, од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Тетово, на Општинската организација на СДСМ Тетово, од Музеот на Тетовски крај, како и ученици од училиштата Андреа Савески Кикиш и Гоце Делчев. Во чест и слава на стреланите борци од третиот тетовски партизански одред помен парастос одржаа свештениците од Тетовското архиерејско наместништво. Одбележувањето на овој и другите значајни датуми настани од НОП представуваат законска, цивилизацијска и морална обврска на институциите и граѓаните, затоа што тие борци ги дадоа своите животи за нашата земја, рече во својот говор Јовица Тофиловски, поддржувач на традициите од НОП. Почитувани заробените борци Младен Симовски, Андреа Христовски и Сретен Тофиловски беа донесени на ова место, на овој ден и беа изведени да бидат стрелани. Сретен Тофиловски, кој имаше 9 прострелни рани, задобиени во село Беличица, беше ослободен од тогашниот командант на балистите Джемо Хаса со зборовите: "Овој ѓаур куршум не го тепа, да се однесе на лечење, па да се докрајчи после." Почитувани, да се подсетиме на кратко на животот на Младен Симовски и Андреа Христовски. Андреа Христовски Шварц е роден 1919 година во Тетово. Беше студент како напреден младинец и антифашист во Скопје, повеќе пати му било доверувано растурање на летоци, што мощне успешно го извршувал. Има извршувано и други илегални задачи и обврски што му се доверувани. Младен Симовски Требош е роден 1923 година во Тетово. Уште на млади години станува самрџевски работник, како и мнози на други млади работници, и тој уште од првите денови на германско-италијанската окупација на нашата земја му пристапува на народно-ослободителното движење. Во 1941 година Младен е примен во членството на СКОј, а за член на КПЈ е примен во 1943 година. Таа година од Тетово преминува во Скопје, каде што се вработува во печатницата и каде што ноќе по завршувањето на работното време работи на печатење на илегални материјали за потребите на НОП. Бугарската окупаторска полиција го открива, но тој навремено успева да го избегне апсењето и потоа илегално повторно се враќа во Тетово. На овој ден, на ова место, Андреа и Младен беа изведени пред присилно собраното тетовско население во дворот на оваа црква Свети Никола. Пред пушките на злосторниците, Младен ја подигнува тупаницата и громогласно извикува: "Смрт на фашизмот, слобода на народот." По што се слушна и стрелите на пушките, изгасна животите на борците Андреа и Младен. За трагичниот настан сведочеше и повозрасен тетовец, кој бил очевидец. Балистите народот го собраја на сила. Го донесоа овде, па имаше околу 300-400 души. Ние као деца приднавме овде, кај што лежеа партизаните, и наеднаш се изненадевме. Младен Симовски и со главата лево десно сврте и ја дигна раката со песница вака и пак рече: "Смрт на фашизмот." И овој балистот со леворовер што чуваше тука беше запрепастен. Тој го извади пиштолот и го дотепа. Откако се случи тоа, дојдва коле
џубреджиски кола уствари една, ги ставија у колата и така непокриени ги однесува на гробишта и закопа. Членовите на потесните семејства и присутните претходно запалија свеќи во црквата Свети Никола во знак на почит на Младен Симовски и Андреја Христовски, како и на преостанатите борци од Тетовскиот крај, кои ги положија своите животи во народно-ослободителната борба. Православните верници денес го чествуваат рожденството на Пресвета Богородица, празник на мајката на сите мајки. Празникот беше одбележан низ црквите во Тетовско. Со утрени литургии во светите храмови денес се одбележува еден од големите празници на Светата православна црква, рождество на Пресвета Богородица, Мала Богородица. Иако овој празник се смета за почеток на сите празници, сепак тој почнал да се празнува многу подоцна. Старите Јоаким и Ана Марија Богомајка ја добиле во доцни години. Родена е во Назарет, детството го поминала во молитва, читајќи го Светото писмо. На 15 години примила вест од Архангел Гаврил дека ќе и роди син Божи. После Исусовото вознесување, Марија живеела уште 24 години. Лечела болни и им помагала на вдовиците и на сиромашните. Исто така како што преку првата жена Ева дојде гревот и падот, исто така Бог премудро и спасението го изврши преку жена, односно преку Светата Дева Марија, која што црквата ќе ја нарече Пресвета Богородица, односно онаа која Бога го роди или преку онаа преку која Бог се воплоти и прими човечка природа заради нас и заради нашето спасение. Народот верува дека Пресвета Богородица е заштитничка на мајките воопшто и на леунките посебно, поради што жените што раѓаат ја повикуваат да им помогне полесно да се породат. Исто така се верува дека таа им помага и на жените што не имаат деца. Македонскиот народ, како впрочем и сите христијани, со многу внимание ги празнува повеќето празници на Пресвета Богородица, мајката на Спасителот Исус Христос. Така и во народните умотворби, како во поетските, така и во прозните, така и во народните верувања и во народните обичаи. Затоа поголем број цркви низ цела Македонија го носат незиното име, а незините празници покрај со црковни свечености народот ги празнува и со народни собири, што во минатото траеле и по неколку дена. Празникот беше одбележан во црквата Света Богородица во Тетовско Горно Мало, а како селска слава се одбележува во населените места Сетоле и Сарачино. Првин си идем у црква, лепченца обавезно. Си гледам првин тоа, идем со кејф што се вика за денот, првин у црква, па после се наставува дома. Македонскиот народ со повеќе или помалку свечености, но секогаш со достојно внимание прославува неколку празници поврзани со името на Пресвета Богородица. Мала и голема Богородица, воведение на Пресвета Богородица, празник попознат уште и под името Света Пречиста, благовештение, Богородичен појас, покров на Пресвета Богородица, собор на Пресвета Богородица и други. Со марш низ улиците на Гостивар, средношколците го одбележаа 21 септември Светскиот ден на мирот. Пораките што ги упатија се однесуваа на градење толеранција, заедништво, разбирање и љубов. Средношколците од Гостиварската гимназија и економското училиште со марш низ градот заеднички го одбележаа 21 септември, Светскиот ден на мирот. Учениците прошетаа сплотени со пароли на кои беа испишани искрени и креативни пораки кои поттикнуваат разбирање, заедништво и толеранција. Активноста се организираше во рамки на проектот Мировно образование, што училиштата го спроведуваат во соработка со детската амбасада Меѓаши. Значи, денешната иницијатива е организирана по повод проектот Мирот е секаде меѓу нас, во соработка со детската амбасада Меѓаши и средното општинско економско училиште. Значи, ова иницијатива представува едно подигнување на свеста кај учениците, развивање на креативноста, градење на едно општество со меѓусебна доверба, зашто значи функционирањето на демократското општество не подразбира само немање на војна, туку едноставно развивање на учениците и на општеството во духот на демократијата. По повод на Светскиот ден на мирот, во соработка со првата детска амбасада во светот Меѓаши.
Значи ова е за сега овој ден планираме да биде парада на мирот. Значи имаме и претходни години со работка со нив. Значи претходната година имаме Зиден весник, Ден с театар. Значи тоа беше во склоп. Значи соработуваме 4 години со Мегаш и го имаме овој проект. Мировното образование започна во нашето училиште пред 4 години, кога се вклучија голем број на професори. Идејата беше едукација за мир, што подразбира мир во училиштата во поглед на почитување, ненасилна комуникација и љубов меѓу учениците. На светот, ние сметаме дека на светот покрај науката му треба едукација и подигнување на свеста што значи да се живее во мир и колку е значаен мирот во секојдневниот живот. И секако зборот мир не е нешто лесно и наивно. За да се постигне мир во светот, треба многу макотрпно да се работи на таа идеја. Учениците добија прилика да го споделат своето мислење околу мирот, гласно да кажат како младите го разбираат мирот и што тој за нив представува. Пораката за мир беше прочитана на 3 јазици – македонски, албански и на турски јазик. Во пресред на 21 септември, Светскиот ден на мирот, да се подсетиме дека мир не е само отсуство на војна и воени дејства. Мир е секојдневно градење на поправедно и похумано општество за сите, а особено за послабите. Мир е кога може да се подпреш на државните институции. Мир е почитување и радување на различностите. Мир е борба против сиромаштијата. Мир е ненасилство и непокор. Мир е активен однос кон минатото, сегашноста и иднината. Мир е поттикнување на граѓаните и граѓанките на Република Македонија заеднички да делуваме и да се охрабруваме. На одбележувањето на Светскиот ден на мирот меѓу средношколците во Гостивар беа и представници од Мегеши. На прашањето дали нашето општество е општество на мир, Ана Битолјану, активист во детската амбасада, ни одговори. Би рекла дека генерално збориме за некаков привиден мир. Само отсуство на воени действија, на многу начини живееме паралелни животи, како меѓуетнички, така и во однос на финансиите, односно на некакво начини на квалитет на живење, така и генерацијски јаз, така и однос на село-град. Има тука уште доста работа која што би требало да ја работиме сите ние и да не оставаме постојано на некој друг, да не биде алиби за неделување. 21 септември е прогласен за Светски ден на мирот со резолуција на Генералното собрание на Обединетите нации во 2001 година. Заталкан куршум, оштет и покрив од возило паркирано на улица Питарница во Гостивар. Полицискиот билтен бележи тепачка во гостиварското село Калишта. Заталкан куршум од огнено оружје, оштети покрив од возило Ауди со гостиварски таблици, кое било паркирано на улица Питарница во Гостивар. Настанот се случил вчера околу 12 часот и 30 минути, кога собственикот на автомобилот се наоѓал дома со своето семејство. Тој веднаш излегол од својот дом и забележал отвор на покривот од возилото и го пронашал проектилот, кој бил паднат меѓу багажникот и ветробранското стакло. По пријавувањето на ово оштетување, извршен е комплетен увид и се работи на расветлување на тоа кој, кога, од каде и зошто пукал, пошто ќе следува соодветен поднесок. Вчера вечер околу 20 часот во гостиварското село Калиште бил нарушен јавниот ред и мир, со тепачка во која учествувале 2 лица од ова село. Едниот учесник во тепачката непосредно пред тоа шкрипел со ново купеното возило, на што повозрастниот реагирал и започнала меѓусебна вербална расправија, а потоа и пресметка при што двајцата размениле повеќе удари, од кои еден се здобил со видливи повреди на главата и лицето и се обратил за лекарска помош. Нешто подоцна едно лице е приведено, разговарано е со него и по целосно расчистување на случајот ќе се соочи со соодветен поднесок. 2 сообраќајки со 5 мина повредени се случиле вчера на патиштата. На магистралниот пат Гостивар-Кичево ова е втора незгода за 3 дена. Како што соопшти МВР вчера околу 16 часот и 25 минути на магистралниот пат Гостивар-Кичево кај исклучокот за село Новосело, случајна е сообраќајна незгода во која се судриле Мерцедес со скопски регистарски ознаки, управуван од 43 годишен државјанин од Турција со привремен престој во село Велешта, Струшко, и Мерцедес со охридски регистарски ознаки, управуван од 66 годишен стружанец. Во незгодата со тешки телесни повреди, скршеници на черепот и скршеница на зглобот на левата нога,
се здобил стружанецот кој бил пренесен на лекување во ургентниот центар во Скопје, додека турскиот државјанин се здобил со телесни повреди и бил задржан на лекување во медицинскиот центар во Гостивар. Во незгодата оштетено било и патничко возило Сеат Ибица со скопски регистарски ознаки, управувано од 55 годишен скопјанец. Увид на местото на настанот извршила увидна екипа од полициската станица за безбедност во патниот сообраќај Гостивар. Сообраќајот до завршување на увидот се одвил на изменично по една коловозна лента. Се работи на целосно расчистување на случајот. Во текот на вчерашниот ден се случила уште една сообраќајка, но на автопатот Гостивар-Тетово. Како што соопшти СВР Тетово, околу 14 часот и 30 минути на автопатот после градечкиот надвозник се случила сообраќајна несреќа во која учествувале две патнички возила, Ауди со тетовски регистарски таблици управувано 29 годишен жител на Тетовска Мала Речица и Рено со гостиварски таблици што го управувал 60 годишен жител од Гостивар. Од удирањето на Реното во задниот дел од Аудито со повреди се здобиле двајцата возачи и еден сопатник од Аудито, со возачот 29 годишник исто така од Мала Речица, кои се пренесени во Гостиварската болница за да се утврди видот и карактерот на повредите и да им се укаже соодветна лекарска помош. По овластување на јавен обвинител, увид извршила екипа од секторот за внатрешни работи Тетово. Се преземаат мерки и активности за утврдување на причината, околностите во кои се случила и се друго поврзано со тоа. 37 прекршочни пријави и 39 мандатни платни налози издала полицијата во вчерашната акциска контрола. Возачите годинава се понедисциплинирани во сообраќајот во споредба со лани, констатираат од СВР Тетово. Сообраќајно-контролните активности на Тетовско-гостиварското подрачје со несмален интензитет продолжија и вчера. Во тетовските активности откриени се над 50 на најразлични прекршоци по Законот за возила и Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, кои биле заокружени со 27 прекршочни и 29 мандатни платни налози. Меѓу констатираните прекршоци 13 возила имале истечена регистрација, 8 лица управувале без возачки дозволи, а 5 возачи почетници не ги почитувале прописите. 20 на прекршоци вчера се откриени и во гостиварските контролни активности, кои се санкционирани со 10 прекршочни и исто толку мандатни платни налози. Последниве неколку месеци, особено во јуни, јули, август и септември, секторот за внатрешни работи Тетово ги засили превентивните и други контролни активности за поголема сообраќајна безбедност на поширокото полошко подрачје. Целта на овие активности е навреме да се откријат, да се отстранат и законски да се санкционираат најразличните видови прекршоци што ги чинат возачите и другите учесници во сообраќајот. Ова дотолку повеќе што состојбите со безбедноста во сообраќајот на Тетовското подрачје годинава бележат негативен тренд, односно влошување, споредено со минатата година. Во 8 месеци од оваа година, например, бројот на загинати во сообраќајни несреќи е речиси двојно поголем и изнесува 9 наспроти ланските 5 човечки жртви. Во овој период регистрирани се и 38 тешко повредени лица, а значително поголема и причинетата материјална штета, речиси за 4 милиони денари повеќе. Во 8 месеци на Тетовското подрачје откриени се близу 17.000 неисправни возила и возачи, односно 1712 лица кои управувале без возачка дозвола, 1680 нерегистрирани возила, 1174 возачи почетници кои не ги почитувале законските ограничувања предвидени за оваа категорија учесници во сообраќајот, 193 алкохолизирани возачи и друго. Покрај тоа откриени се исто така и 138 возачи кои пребрзо возели и предизвикале сообраќајни несреќи со различни последици. Инаку контролите се засилени пред се на главните тетовски улици кои се најфреквентни и на кои години наназад се случуваат најголем број од несреќите, особено на Илинденска, Благоетовска, Видос Милевски бато, 29 ноември и други. Контролите со несмален интензитет ќе продолжат и во наредниот период, соопштуваат од СВР Тетово. Тетово ќе биде домаќин на 20-та меѓународна поетска манифестација Денови на најм, која ќе се одржи од 20 до 24 октомври годинава. Годинешен лауреат на манифестацијата е поетот Ли Куи Шен од Тајван. Ова едиција консистира со два јубилеја, значи 20 години фестивал и 120 години на раѓањето на поетот, народниот поет, албанскиот народен поет Наим Фрашери. Ова година жури комисијата составена од председателот професор доктор Имер Чирако, членовите Ндуе Укај од Приштина и Джелер Зенели од Македонија одлучиле
големата награда на Инфрашри да оди за фамозниот поет од Тајван, кандидат неколку пати за Нобеловата награда, Куи Шиен Ли. Исто така, ние ова година ќе го прогласиме како почесен член албанскиот академик Реджеп Ќосја. Тајванскиот песник Ли Куи Шен, 79 годишен, меѓународно познат, кандидиран од страна на Индиската академија за песништво за Нобелова награда, е овогодишниот лауреат на меѓународниот фестивал за поезијата Дитете на Имит, што се одржува овде во Тетово, јубиларно на 20 пат. Му испратил на професорот Шаип Емурлај изјава кратка од помалку од една страна, му се заблагодарува за тоа дека е добитник на овогодишната награда. При тоа вели дека е почаштен, дека фестивалот Дитете на Имит е проширен во светот, дека има големи сознанија и за песникот на Инфрашари, кој му припада на албанскиот романтизам од прошлиот век. Ќе биде овде, значи, на 20 октомври, песникот од Тајван. Тој е преведен на неколку светски јазика и опфатен е у најмалку 40-45 светски антологии за поезија. Специјалната обвинителка Катица Јанева во Собранието на Република Македонија пред членовите во Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците го презентира 6-месечниот извештај за работата на специјалното јавно обвинителство. На седницата беше присутен и државниот јавен обвинител Марко Зврлевски, кој го презентира годишниот извештај за работата на јавните обвинителства во Република Македонија за 2015 година. Собраниската седница пак на која се разгледуваат извештаите на обвинителствата. Председателот на Собранието ја закажа за понеделник 26 септември. Специјалната обвинителка Катица Јанева минатата недела изјави дека е подготвена да го презентира вториот 6-месечен извештај пред Собранието на Република Македонија и пред Советот на јавни обвинители. Напаѓач бил застрелан и ранет од обезбедувањето откако се обидел да ја нападне израелската амбасада во Анкара во Турција. Сите вработени на амбасадата се безбедни. Во соопштение до Reuters, портпаролот на израелското министерство објавил дека напаѓачот бил ранет пред да успее да стигне до амбасадата. Локалните турски медиуми јавуваат дека нападот врз амбасадата бил извршен со огнено оружје, додека пак CNN Турк јави дека станува збор за напад со нож на влезот на амбасадата. Белата куќа експлицитно ја обвини Русија за воздушниот напад врз конвојот камиони со хуманитарна помош во Сирија. Ова е најотворено обвинување на администрацијата на председателот Барак Обама против Русија за нападот што се случи на 19 овој месец во близина на Алепо, во кој загинаа најмалку 20 цивили. Нападот ги натера Обединетите нации да ги прекинат сите хуманитарни конвои за Сирија. Руското министерство за одбрана демантираше дека руски воени авиони учествувале во нападот, наведувајќи дека зад него можеби стојат милитантите на фронтот Ал-Нусра или членови на Белите шлемови, сириска граѓанска одбранбена организација. Американската полиција соопшти дека 12 полицајци биле повредени за време на протестите предизвикани од полициско пукање во сојузната држава Северна Каролина. Бесните демонстранти уништиле полициски возила и блокирале автопати и улици во градот Шарлот, каде што вчера се случило пукањето. Полицијата употребила солзавец за да ја растера толпата. Предходно полицаец црнец го застрелал Кейт Ламонт Скот, исто така црнец кој подоцна починал во болница. Веднаш по шокантната одлука на Анџелина да поднесе барање за развод од Бред Пит, при тоа да добие полно старателство на нивните деца, незиниот адвокат изјави во вторникот дека таа сака да стави крај на бракот од 2 години заради доброто на нивното семејство. Додека тие двајца делуваа како една од најсреќните двојки во Холивуд за време на 12 години поминати заедно, излегува дека нивните размислувања се судирале кога станува збор за воспитување на нивните 6 деца.
Денес имавме облачно време со повремен локален дожд, дуваше слаб до умерен северен ветер. Утринската температура се движеше од 9 до 14 степени, а дневната од 18 до 24 степени. УВ индексот изнесуваше 4. За утре метеоролозите најавуваат облачно време. Попладне облачноста ќе се намали, а ќе дува засилен северозападен ветер. Утринската температура ќе се движи од 8 до 13 степени, а дневната од 18 до 23 степени. УВ индексот ќе изнесува 5. Тоа беше се во денешните регионални вести на телевизија КИС. Пријатно!